Користена облека, накид, чевли и костими за капење се продаваат преку интернет. Кризата им отвори врата на голем број мали бизниси, кои во последниот период земаат се поголем замав. Закон за електронска трговија кај нас постои, но никој не врши контрола за бизнисите преку интернет, кои не ги подмируваат давачките кон државата. Облека, накид, чевли и алатки за разубавување. Трговијата на користени работи преку интернет се поатрактивна и за македонците. За време на криза цвета онлайн продажбата на користени работи низ цела Европа. Намалениот семеен буџет им отвори врата на голем број мали бизниси кои бележат огромен развој. Граѓаните велат дека на овој начин може да си купат носена облека, а за тоа никој да не дознае. Тоа сега по брз начин, поедноставно, многу полесно за луѓето што го разбираат интернетот, мислам. Со оглед на новите трендови, мислам дека купувањето преку интернет е се позастапено во Македонија. Не. Бидејќи многу е поедноставен начинот и по-флексибилно е, според мене, мислам дека и побрз е начинот кој би отишол и би платил во кеш, отколку процесот кој трае со картички. Овој бизнис кај нас е регулиран со законот за електронска трговија, но никој не врши контрола на сајтовите кои прават заработка без никакви обврски кон државата. Од Министерството за информатичко општество вела дека трговијата на нови и користени работи преку интернет никој не може да ја контролира. Проблемот во Америка е стар неколку децени и истиот не можел да се реши. Дуќанџиите пак се жалат дека промет прават само кога имаат попуст. Муштериите многу често се одлучувале да ги носат старите чевли кои ќе бидат освежени со мала поправка или пак да си набават други кои, како што се вели по огласите, се малку користени. Од